Со протест пред зградата на општина Тетово, дел од учениците од втора година во гимназијата Кирил Пејчиновиќ во градот, што ја следат наставата на албански јазик, а што живеат во околните места околу Тетово, го искажаа своето незадоволство од немањето организиран и бесплатен превоз од нивните места до училиштето. И по 3 недели од почетокот на учебната година, средношколците немаат организиран превоз, затоа што општина Тетово го поништила тендерот за превозници објавен во август година. Учениците велат дека самите плаќаат за превоз со такси комбини, но и дел од нивните соученици не можат самите да го платат превоз. Има некој еден месец не дојде на школа, зашто нема да дојде? Ама никој не разбира ова. И никој не прави нешто, никој. Јас сум од село Челопек и од село доаѓам овде со комби. 40 денара е комби до овде. До таму е исто 40. Јас дали имам, дали немам, никој не ме праша мене. Јас овде во комуна гледам многу убави убави коли, сите се најскупо. А ние немаме и автобус да доаѓеме од село и да учиме, затоа ние сме ученици на крај. Ние требаме да имаме автобус, затоа ние сме овде и го кажаме на Теута Арифи дека треба да ни донесе автобусите или ние не одиме во школа, затоа има од Селца, има од Бродеста, а нема. Треба да доаѓат со комбе овде. И затоа му викам на Теута Арифи за наскоро ние да имаме автобус. Според информациите од општината, тендерот бил поништен затоа што сите превозници имале понудено повисоки цени за превоз од парите што за оваа намена биле одобрени на локалната самоуправа од Министерството за образование и наука. За ваквата одлука, превозниците поднеле жалба до Државната комисија за јавни набавки и се додека не добијат одговор, не може да се преземат никакви мерки околу превозот на учениците, посочија од општина Тетово.